Мој кој што си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што ние им ги простуваме. Како што ние им ги простуваме на нашите должници. Простувањето е важен момент и не воведи во искушение, помогни ни, дај ни сила да не одиме во искушение. Не е лесно во Македонија да не бидеш во искушение со сето она што се случува. Знаете, тој притисок врз Македонија да подпишува одредени договори со сатански водачи подложни на крадење и лажење на мамона, рамковни, пржински, преспански договори со кои ти се откажуваш од самиот себе си и автоматски излегуваш од Божиот закон на љубовта. Вчера рано дојдов во Маврово и овој период во годината нема никој, така да можам да бидам сам, да се исклучам од телесниот свет, да примам состојби од духовниот свет, да бидам поблиску до Таткото небесен, да го слушнам што сака да ми каже Исус и Духот. И возев и мислев дали има снег, дали можам да ја качам колата горе, ќе ви покажам како функционира Духот. И Духот ми вели да паркирам долу, јас одам горе. Значи малку сум повисоко со викендицата која ми оставија моите родители, слава ти Господи Исусе Христе, да биде дом на Исус Христос. И гледам снег, дека не можам да поминам. Пробав да свртам и заглавив во калта. Значи од 7 сабајле дока некаде до 5, до 6 попладне. Неколку пати пробував да излезам од калта и се молев Исус да ми испрати луѓе. И знаете, јас се молев да ми испрати луѓе. И не правам понатаму да размислам зошто се заглавив, како. Го ставам шлемот на спасението, секоја мисла е покорна на Исус, го ставам штитот на верата, знам дека Исус ќе испрати луѓе да ми помогнат. Штитот на праведноста, кој е крив за ова? Па, јас зашто не послушав, требаше долу да стеднам. И се молам цел ден за луѓе и најнакрај, потоа, во еден момент во Духот, значи како што ме води Духот со мечот на Духот, велам, испрати ангели да ми истуркаат. И отидов и рак излезе колата. Без никаква причина, претходно не можеше да излезе. Од кал, значи на сред патот, оставив телефонски број ако помине некој. Јас барав луѓе да ми помогнат. Тој ми помогна во Духот, ете така функционира мојот Татко небесен. Кога некој цар, Лука 14 глава, 31 стих, се готви за војна против друг цар. Која е таа војна? Па духовна војна се случува. Гледате сатански сили. Дури она што се случува во Русија е духовна војна, во Украина. Сатанските сили се на една страна јавно што признава и од друга страна можеби и тој свет е телесен, но не е признат докрај за сатански. Кога некој цар се готви за војна против друг цар, не седнува ли најпрво да се преиспита? Дали со своите 10.000 војници ќе може да му се протистави на оној што го напаѓа со 20.000 војници. Еден човек ќе натера 1000, 20, 10.000. Ти сам не одиш војна. Исус води, Исус е победникот. На која страна си ти? Преиспитај се. Ако заклучи дека не може, тој ќе испрати гласници уште додека другиот цар е даде кој ќе моли за примирие. Сатаната нема да моли за примирие. До последниот ден. Додека не повика благословен оној што доаѓа во името Господово, зашто Исус е првиот и последниот. После него нема никој да испадне, да остане. И ние суштински го имаме тој момент, се што е на земјата е спасоносно. Значи, никој не може да стане мој ученик. Исус вели, додека не ме стави мене пред се друго што има, значи го ставаш пред се друго што имаш. Се опашувам со Исус, се држам за Исус, знам дека ќе ми помогне, заглавен сум во калта, со в колата. Жив човек нема. Се јавив кај еден човек телесно, тој ми рече, утре ќе одам, другиот не е тука, третиот не знае. И на крајот ангелска војска ме истурка од калта. Видете, солта е добра. Вие сте солта на земјата. Кои? Исусовите ученици. Како се станува Исусов ученик? Епа тоа е суштината.
Ако солта е добра, ако не стане блутава што ќе се осоли. Така не би била добра ни за почвата, ни за ѓубривата, па се исврла надвор. Ако имате уши, дали си ти вистински сол на земјата, ќе бидеш исврлен. Дали вистински си препашан со Исус? Дали чекориш и го шириш Евангелието и пребиваш во мир? Дали имаш штит на праведност, не осудуваш никого, Исусовата е правда? Дали го имаш штитот на верата, знаеш дека со него ништо нема да ти се случи? Дали го имаш шлемот на спасението? Секоја мисла да е покорна на Исус, не се грижиш ти понатаму. Голем број наплатувач, 15 глава, наплатувачи на данок и други отпадници доаѓаа да го слушаат Исус. Еве го сега тој момент, праведен, грешен. Фарисеите и учителите по верски закон почнаа да негодуваат, велејки: овој човек се спријателува со отпадници, заедно со нив јаде. Тогаш Исус им ја кажа оваа споредба. И тие мислат дека се праведни. Евреите требале да се очистат ако се дружат со друг народ. Видите колку таа гордост ќе ги завлече и го распнаа Исуса. Ја распнаа љубовта. Љубовта ослободува. Со умот се возгордејуваш. Целата суштина е во тоа. Спасен си, посебен си. Пазете, сега одиме натаму. Ако некој има 100 овци од вас и една од нив се загуби во пустината, во светот, нема ли да ги остави 99 и да тргне по загубената овца се додека не ја најде? Таков е нашиот Татко Небесен. Оди за загубената овца додека не ја најде. Исус е првиот и последниот. После него нема ништо. Алфа и Омега, тоа е почеток и крај. После него нема ништо. Пазете, ќе дојде, само е прашање на времиња. Еони. А фарисеите, учителите по верски закон почнаа да негодуваат, велејќи: овој човек се спријателува со отпадници, па заедно со нив јаде. Тогаш Исус им ја каже оваа споредба. Значи, ако има 100 овци, а кога ќе ја најде целиот радосен, ја качува на рамото и ја носи дома. Загубената овца. Потоа ги повикува пријателите и соседите и им вели: радосен сум што ја најдов загубената овца. Тоа сме ние. Секој од нас е загубена овца. Ајде да го прославиме тоа заедно. Одиш каде што сакаш, ти си коза. Треба да одиш по Исус, по пастирот. Зашто не го гледаш духовниот свет. Ве уверувам дека на сличен начин поголема е веселбата на небото за еден грешник. И небото, слезе една песна ја пееме, се радува кога сме заедно, за грешник што се покајал во Царството небесно. Небото се радува за еден грешник кој преку покаяние се враќа кај Бог, одошто за 99 праведници на кои не им е потребно покаяние. Кои се тие 99 праведници? Штом си ти на земјата и штом не си некој апостол, штом немаш служба, биди сигурен дека си грешен. Кој знае да прави добро, а не прави. О Исусе, пишано е: ако една жена има низа од 10 сребреници, споредба за загубената пара, Лука 15:8, и загуби еден од нив, нема ли да запали светло, да ја измете целата куќа и да го бара сребреникот се додека не го најде? Ти си сребреникот. Ти си овцата. Жената е црквата. Па кога ќе го најде, ги повикува пријателките и соседките, им вели: радосна сум што си го најдов сребреникот. Тоа е една душа. Ајде да го прославиме тоа заедно. Ве уверувам дека на сличен начин Божјите ангели се веселат за еден грешник кој преку покаяние се враќа кај Бог. И небото се радува кога сме заедно со грешник што се покајал во Царството небесно. Бегај од нас, Сатан, и не враќај се повеќе. Духот Исусов да слезе врз сите оние кои ќе ги отворат своите срца и ќе речат: Исусе, дојди во моето срце. Се што е од Исус нека остане. Се што не е од Исус да си замине. Го врзувам сатаната и сите демони што се нафрлиле врз било кого од вас, допрете се до срцето кој ќе рече: Исусе, ова е моето срце, твоето срце, дојди во мене, живе и направи сокровиште. Го врзувам сатана, да го изгонувам, му забранувам да се врати. Амин, до Божјо Царство небесно. Исус продолжи: Божјите ангели се веселат за еден грешник кој преку покаяние се враќа кај Бог.
Споредба сум бунтовњаци, но го читав Минатиот завет, но ќе опак една цела, значи што значи грешник? Исус продолжи, еден човек имаше два сина. Два типа се. Дојде кај него помладиот син и му рече: татко, дај ми го мојот дел од имотот сега. Значи ти си на земјата, имаш имот, тоа некогаш подразбира времето и животот што го имаш. И силата. Време за милост. Татко ти го раздели имотот, по неколку дни помладиот син го продаде. Така, својот дел и замина со парите во далечна земја, како што вашите политичари ја продаваат Македонија и подпишаа сатански договори. Зошто само во Македонија мора да се подпишуваат договори, да се откажуваме ние од нашите браќа и сестри, да се откажаме од себе си, да се откажаме од Библијата, бидејќи Исус запишал Македонија, македонци, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение дела 16:9. Нокеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек македонец, тоа значи се откажувам. Значи го продаде својот дел. Така тие сакаат вас да ве продадат, но тоа не е нивен дел. Земјата, народот не се нивни и тие ќе поминат низ големо проклетство. Ќе видите политичарите што потпишуваат што ќе се случи со нив, со нивните поколенија, ако имаат поколенија. По неколку дни помладиот син го продаде својот дел, замина со парите во далечна земја. И мислат ќе побегнат, не. Немаш каде да бегаш. Портата од овој свет е Исус. Јас сум портата на спасението, а и на судот. Таму ги потроши сите пари, живејќи во разврат. Пари од продажба на народот се проклетство. Кога потроши се што имаше, земјата ја зафати голем глад. Тој се најде во немаштија, отиде како наемник еден тамошен човек, кој го прати в поле да му ги чува свињите. Ова ви го кажувам повеќе пати. Свиња е човек што не сака да се промени. Се враќа во калта, ќе се искапе малку од црквата, пак во калта, пак во црквата, пак во калта. Песот се враќа на блуеницата, ќе каже нешто, па ќе го исповрати, па ќе го излеже, па пак ќе каже вашето да биде да, вашето не да биде не. Конечно се свести и рече: сите наемници кај татком имаат храна во изобилство. Значи наемник значи човек што треба да работи за Царството Божјо. Не да дреме и да пее песмички и да цитира стихови. Јас овде гладувам, ќе станам, ќе појдам кај татко ми, секој ова треба да го донесе како решение, ќе му речам: татко, дали ти си пошол и си му рекол: ви изгрешив на Бог и на тебе. Во другите препеви вели: погрешив пред тебе и пред него. Ти речеш: кога сум погрешил, не сум погрешил. Кој вели дека нема греф, не е од Бога, прво Јованово. Пази сега, погрешив пред тебе и пред небото и пред Бога. Секој од нас треба да го направи тој чекор. Тоа е почетна позиција. Повеќе не сум достоен да се нарекувам твој син. Затоа си син човечки. Прими ме кај тебе како наемник. Се нафаќа да работи, да биде раб Божи слуга. Така тој стана, се упати кај татко си, додека тој беше уште далеку, таткото го здогледа, се разбира, тој гледа се бидејќи е во духот. Како доаѓа му падна жал, тоа е нашиот татко. Многу милостив, долготрпелив, он вечно не се лути. И е љубов. Го гушна и го бакна, го прегрна. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Оче, сгрешив пред тебе и пред небото. Едно од 50 песни што слегува. Не сум достоен. Татко, ви сгрешив и на Бог и на тебе. Повеќе не сум достоен да се нарекувам твој син. Кога ќе слушнам некој се нарекува достоен тука, кога ќе го видиш со духовните очи каква сатанска природа, но таткото го прекина. Каква сатанска природа, да мислиш дека си спасен, дека си достоен. Ти не си тогаш наемник, знаеш колку има во работата и ќе видиш дали си спасен. Кога ќе почнеш да работи, но таткото го прекина. Донесете ја бргу најдобрата облека, им каже на своите слуги, така ти ќе бидеш слуга, треба да служиш, да бидеш послушен. Донесете ја бргу најдобрата облека, облечете го, во љубов облечете го. Ставете му прстен на раката со наследник Божи и обувки на нозете, Евангелието на мирот да го шири. Тоа се обувки на нозете. Дали ти вистински доаѓаш и небото се радува да се покаеш: татко, погрешив
Или она татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Дали сакаш да се вратиш во Царството Божјо? Доведете го најдоброто теле, заколете го да јадеме и да го прославиме ова, небото се радува. Овој син беше мртов, а оживе. Пазете сега што е мртов. За мене, а сега оживе. Мртов за мене, во дух немаше. Беше загубен, а сега е најден. И ти си така. И така започна прославата. Тука е раскажано, но треба од срце да се дојде. Вистински глад за духовна храна. Да сакаш да се вратиш, да копнеш, да заминеш. Овде сме привремено. Постариот пак син беше на нива, тој што е со него. Враќајки се дома уште оддалеку слушна песни и игри и ора. Повикувајки еден од слугите, го праша што се случува. Брат ти се врати, му одговори слугата, па таткото го закла најдоброто теле, радосен што го вида здрав. Тој место да се радува, се лути. Знаеш, чекај бе, како овој до вчера викаше така, сега викаш така. Ама љубовта не го помни злото. Љубовта не го помни злото. Коринтијаните 15:13, како беше. Постариот брат се налути, не сакаше да влезе дома. А пази, тогаш го немаш штитот на праведноста. Ти судиш, ти осудуваш, не простуваш. Излезе татко му, почна да го моли, таткото небесен. Тој му рече на татка си, јас ти работев како роб сиве овие години и никогаш не ти бев непослушен. Сега си непослушен кога осудуваш. А ти ниеднаш не ми даде ни едно јаре за да се повеселам со пријателите. Види сега он како размислува. А кога се врати овој твој син кој по блудници го потроши сиот свој имот, штитот на праведноста е да не осудуваш. За него го закла најдоброто теле. Па луѓе, ово неразбрани галатјани, апостол Павле беше Савле, ги гонеше христијаните. По нашиот ум Анани, ако не положеше раце. Видете, од Павле излегува 13 глави од Новиот Завет, 12 се сите други. Ние не гледаме, не знаеме, зато треба штитот на праведноста, не мојата правда, неговата. Таткото му одговори, сине, сине мој, јас татко небесен сум твој. Тоа се песни кои се слезени по духот. Ти си секогаш овде со мене, за секогаш Исус. И се што е мое е твое. Се мое е твое. Но треба да се радуваме и да прославиме зашто брат ти беше мртов и оживее. Беше загубен, но сега е најден. И сега ќе речеш, грешен сум, не сум грешен, спасен сум, за да го оправдаш тоа. Се додека си на земјата, си на границата на грешноста. Ако чекориш само во неговата правда, го земеш штитот на праведноста, ако не осудуваш, ако ја исполнуваш само неговата воля, се препашаш со Исус и го шириш Евангелието, радосната вест, ке чекориш во мир и имаш штит на вера, не се плашиш од ништо. И го вадиш мечот на духот и изрекуваш живот. Ти тогаш чекориш во Исусовата правда, не во твојата правда, ти немаш правда. Целата суштина е тоа, 16 глава, Лука, на своите ученици Исус им ја раскажа следнава приказна. Еден богат човек, требаше друг текст да читаме. Слава ти Исусе. Еден богат човек имаше свој куќен настојник за кој слушнал, пази, дека му го растура имотот. Кој не собира со мене, тој растура. Кој не собира, дали собираш со Исус? Го повика кај себе и му рече, што е ова што слушам кај тебе? Он ќе ти прати луѓе да ти кажат, немој вака да правиш. Поднеси ми завршен извештај за управувањето со мојот имот, зашто повеќе не си мој настојник. Пазете сега. Тогаш настојникот си рече, Господарот ќе ме отпушти од работа. Што да правам?
да копам, не можам, се срамам да просам. Сега знам што треба да сторам. За да се стекнам со пријатели кои ќе ме примаат во своите домови, кога ќе бидам отпуштен од работа. Пак е тоа спротивно, не грижете се за утре, но ти си веќе излезен од законот на љубовта. Ги повика сите должници на неговиот господар и го праша првиот: што и колку му должиш на мојот господар? 100 буриња масло, му одговори тој. Еве ти нова потврда, напиши дека должиш 50 буриња. Видете нечесност, му рече настојникот. Потоа го праша вториот: колку должиш ти? Овој одговори: 100 вреки пченица. Настојникот му рече: еве ти нова потврда, напиши 80. Ова се однесува на било која работа. Христов војник не треба да краде, да лаже. Знаете, треба да размислувате. Дека вие сте овде на испит, се гледа, се знае, он знае што има во твоето срце. И Господарот го пофали, пазете во наводници, неправедниот настојник. Браво бе, мајсторе. Постапил снаодливо, пазете, без друго, пазете го овој стих. Световните луѓе се многу поитри во вршењето на своите работи, пазете, нечесни по споредба со побожните луѓе. Лукави се тие, ти прави едно, ти прави. И само Духот може да ти покаже како да постапиш. Еве сега почнувам да отврлам некои работи, кои претходно сум ги аминувал, ајде. Заради некаков мир привиден. Нема мир со греот, нема мир со грешниците, нема компромис со греот. Ти ме тераш јас да излезам од законот на љубовта. Не, затоа не прифаќам никакви договори. Македонија треба тоа да го отврли, излегува од законот на љубовта. Преспански договор, пржински, рамковен, тирански, бугарски. Што ви е вас, луѓе? Кој ти дал право да го продаваш македонскиот народ? Македонец кој ме молеше и ми вереше. Со мене беше Аристрах, македонец од Солун. Исус запишал: македонци дојдоа налбати. Сатански синови продаваат. Кога ќе ја повлечеш линијата да видиш што ќе се случи со тебе, ти што си го продал својот народ. По законот на проклетството. Око за око, зап за зап. И сега, Исус продолжи: јас ви порачувам, стекнувајте си пријатели, да, со световно богатство, минливи. Па кога него ќе го снема, ќе бидете, тогаш ќе разберете дека сте привремено овде и треба да се појавиш во вечниот дом, како што вели тој. Да се појавиш, а немаш кај да се појавиш, бидејќи единствена врата да излезеш од овој свет, портата е Исус. Мораш пред Исус, низ Исус. Камила низ иглени уши. Јас ви порачувам, кога ќе го снема, ќе бидете примени во вечните домови. Лука 16, значи 10, тој што е верен во мали работи. Колку можеш, толку. Исус гледа на срцето, верен во мали работи. Ќе биде верен и во големи. Тој што е нечесен во мали работи, ќе биде нечесен, не можеш да бидеш христијанин. Ќе биде нечесен и во големи. Ако не се покажете верни со земното богатство, дали го употребуваш за Исус или за себе, кое не е вистинско богатство, не очекувајте да ви биде доверено вистинското небесно богатство. Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и црвите, туку собирајте и рѓата богатство на небесата, каде што ни молец ниту рѓа ги јаде. Слава ти, Господи Исусе Христе, и крадец не ги краде. Крадец кој краде. Ако не сте верни со она што не е ваше, тоа значи како што си ја продал Македонија, македонски политичару и сите други сатански трнови, цели нации заробени, бугари, грци, срби, албанци, НАТО, Европска Унија, дека нема македонци. Исус запишал: кои сте вие? Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Ако не сте верни со она што не е ваше, не очекувајте дека ќе ви биде дадено. Вашето ќе изгубиш се. Кој има ќе му се придодаде, кој нема ќе му се земе и тоа што немаш. Па немаш верност, немаш љубов, немаш ништо. Не си во Исус. Не се слугува на двајца господари. Еве ја суштината на предавството во Македонија за пари.
Ниједен слуга не може верно да им служи на двајца господари. Две существувања се, два сина, едниот е син човечки, сатански, другиот е син Божји. Или едниот ќе го сака, не можеш да служиш на двајца господари, а другиот ќе го мрази, или едниот ќе го почитува, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите на Бог и на парите, на сребролюбието кое е најголемо зло и на мамона во друг препов. За пари би направил се. За пари ја продава својата земја, мисли ќе побегне негде. Ќе ги потрошиш парите, ќе ти продаде имотот, пак ќе треба да се вратиш пред таткото. Пред Исус погрешив пред тебе и пред Негото, тој се враќа своеволно. Друго е кога ќе се вратиш, кога ќе ти заврши времето за милост. А друго е кога се враќаш додека имаш време на милост, кога ќе починеш веќе друга приказна. Сето ова го слушаа фарисеите, тие што се спасени и праведни и денеска истите, му се подбиваа на Исус зашто тие беа лакоми за пари. Се однесува на сите споделени земни христијански заедници или какви било други. Верски заедници. Исус им рече, и денеска ви го вели, вие се правите праведни пред луѓето. Еднаш спасен, за секогаш спасен, праведен, еднаш за секогаш праведен. Професорот Темко велеше, етика се полага кога ќе се појавиш пред Бога, не пред мене. Си сгрешил утре, задутре. Јас сум ти пишал, не знам, оценка. Се правите праведни пред луѓето. Ете ја праведноста. Се правиш праведен. Штитот на праведноста е Исусовата правда, не твојата. Ти не си праведен. Исус е праведен во тебе, тогаш нема да велиш дека си праведен, ќе велиш дека си во Исус. Но Бог ви ги познава срцата. Но Бог, Отецот Исус ви ги познаваат срцата. Во очите на луѓето сте големи, но пред Бога, пред Исус сте гнасни. Значи, друго е кога имаш време на милост да дојдеш и да кажеш, татко, погрешив пред тебе и пред небото. А кога ќе ти истече времето на милост, тогаш веќе е друга приказната. Тогаш отплатата е око за око, зап за зап, ќе треба да отплатиш, да се исчистиш, да поминеш еден период, размислувајќи бесилен, далеко од очите твои. Значи, има визија дно на некој дол, вода и пливаат души темни, како кеси скинати, свесни за себе. И погледнав нагоре, се затресов колку далеку горе негде на површината на водата пеат ангели и Исус. Колку време ќе треба од состојбата на одбивност и спротиставеност на Бог повторно да се прочистиш и да се вратиш кај Исуса, се додека не кажете благословен е оној што доаѓа во името Господово Исусово. Се разбира, он е многу милостив, долготрпелив. Он вечно не се лути, он е првиот и последниот. Нема друг после него. Он е алфа и омега. Он е почеток и крај, после него нема ништо. Мојсеевиот закон и учењата на пророците беа на сила до времето на Јован Крстител. Уште еднаш го појаснува 10 Божји заповеди, ако денеска некои уште се држат по тоа. Од тогаш наваму се проповеда радосната вест, Евангелието на мирот, чекориш сум обуен, за Божјото царство и секој навалува. Навалува треба да сака да каже, со сила се освојува. Со која сила? Со духовна сила. Во единство со Исус сам не можеш. Значи треба да се споиш со Него, но попрво ќе исчезнат небото и земјата, отколку еден ситен детаљ од Божјиот закон. Бидејќи ти без Исус си око за око, зап за зап. Небото и земјата ќе поминат, но зборовите мои нема да поминат. И затоа, Господе Исусе Христе, те молам да дојдеш во Македонија и да ни помогнеш, да им ги отвориш срцата на македонските политичари, да не крадат, да не лажат. Те молиме да се скратат дните заради избраните на страдање. Те молиме, Господе Исусе Христе, да дојдеш во Македонија, да испратиш ангелска војска да ни помогнеш. Да останеме тоа што сме, што си не запишал ти, Македонија и македонци, пишани во живото слово кое не се брише. Бегај од Македонија, сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз македонскава земја. Во името на Господ Исус Христос
Ја одврзувам Македонија со двоостар меч и мечот на духот. Ги раскинувам во името на Господ Исус Христос. Сите пранги договори што сатаната ги фрлил врз македонскава земја, со кои излегуваме од законот на љубовта. Твојата света крв ја светоположувам врз Македонија. Господе Исусе Христе, Ти напред, ние по Тебе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Македонија е Твоја земја, ја предам во Твои раце. Со Тебе можеме да направиме се. Сакаме да го направиме тоа се со Тебе. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Дали сакаш да се вратиш горе? Татко мој, дали го бараш царството Божје се да ти се придодаде? Небесен, се враќам пак кај Тебе. Прави и ти така. Господе Исусе Христе, оставам се во Твоите раце. Ти напред, ние по Тебе, од десната страна во силата. Исусе и само Исусе. За секогаш Исус. Значи, дојдов овде, заглавив во калта, го облеков оружјето Божјо, се препашав со Исус. Штитот на праведноста, значи, не осудував јас. Штитот на верата, тој ќе испрати луѓе. Оклопот на шлемот на спасението, знам дека ќе ми прати луѓе и испрати ангели ме истурка од калта, еве денеска врне. Денеска тешко ќе изгледа, ќе беше комплетна кал. Слава Ти, Исусе. Исусе и само Исусе. Исцелување за сите оние кои ќе речат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Амин. Bože, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се. Ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И во радост ке ти служам, ти си внатре во мене. И во радост ке ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало стадо возлюбено. На колена по Исуса, ти мало стадо Исусово.